Сигурно е крај на светот, сина не дојде да се пожали дека ќе умре гладен. Не сум гладен, Сато. Само момент, ова е навистина чудно. Зарем ти немаш некоја друга работа? Што реков сега јас, бе, само сакав да се насмеам. Туба, седни си, Душа. Се гледа дека не е расположен. Нека остане сам, па ќе разговарам јас со него подоцна. Откако го видов со Несрин е таков. Што ли му рекла таа? Да го видам Керим, берен ти кажи им да го постават јадењето, може, Душа? Може, мама. Добро утро. Добро утро. Не станувај, лежи си. Денес имам некои пријатели од странство, па ќе одам со нив да појадувам. Заборавив да ти кажам вчера. Нема проблем. Доснам јас. Се гледаме вечерва. Керим, Да? завршена е помошната зграда? Да. Дури ако успеат некои работи денес да завршат, уште денес ќе се преселат. Добра. Се гледаме вечер, ајде. И ова е готово. Сега останува уште мојот проблем да го решам. Јас навистина морам да се смирам со Хандан. Како ли ќе го изведам тоа после се што се случи? Да не ме остави без пари, немаше ова да се случи. Што е на господја Султан, бе? Претера и таа, нека замолчи веќе. Што мисли која е таа? Ти ли си господја на таа куќа или таа? Те обожавам кога си ваква. Значи виновна си, се обидуваш да испаднеш во право. Уште од првиот ден кога се венчав, ти си ми проблемот. Ти си последната личност што може овие работи да ми ги кажува, Селда. Што сакаш да кажеш со ова? Го даде своето дете на некој друг и ме обвинуваш мене со години. Го напушти Фарук кој беше лудо влюбен во тебе и се омажи за Керим без ни да се свртиш назад. Со години сите ги лажеш, Селда, сите ги лажеш. Замолчи, Хандан, те мола молчи. Ке морам да ги подобрам односите со Хандан, ама не знам како. Добар ден, Ипек. Добар ден, бато Мехмет. Слободна си? Да. Што е, Ипек? Не, ништо не е. Ипек, каде одиш, ќерко? Денес ми е слободен ден, господине Керим. Одам кај мајка ми. Добро. Влези, ќе те однесам до автобуска. Ви благодарам. Со лесно, Мехмет. Заарно нека е? Па, одиме на шопинг за помошната зграда. Керим не дал дозвола синоќа. Може тој подоцна. Зошто ти велам дека господинот Керим дозволи, зошто не го разбираш тоа? Денес е слободен ден за Ипек, не можам се сама јас тука.
Ама добро, во рете, ама ќе ни требаат многу работи кои што ќе мора да ги купиме сега и мине. Ајде, нека оди само една. Нема да можам се сама. Добро, ајде. Мамо, ќе купам нешто за да поминеме денес, а потоа можеме да излеземе заедно. Зошто вака правите откако сум дојдена? Откако сум дојдена, немаме еден нормален слободен ден, бе. Затоа што Кирка ти постојано излегува и мораш ти да работиш дупло, господја. Емине, не претерувај. Ајде, мамо. Мехмет, Повелете, може ли да ми ја донесеш колата, ќе одам кај Хандан, а не сакам да пешачам? се разбира. Што ме бара постојано мора да има нешто. Мора да се погрижам за ова. Мамо? Душо? Повторно ли дојде Хазим? Мамо, како можеше да го примиш? Да му се скршат рацете. Ајде, дојди седни. Хазим знае каде се наоѓаш, Керко. Мамо, мислев дека тој нема да ти каже ништо затоа што нема да дојде дома. Не ти кажав зашто не сакав да се грижиш ти. Како доаѓаш и ако го знаеш тоа, Керко? Мамо, што ќе правиме ние вака? Ајде бе, какви се лаги ми измислиле. Ке ми платиш ти мене за ова Несрин. Доаѓа Селда. Како дознал Хазим за тоа? Внимавај кога доаѓаш наваму, добро? Да не излезе повторно од некаде. Господин Кери ме остави до автобуската. И јас оттаму, за да не се сретнам со него, последните пари ги дадов на такси. Мамо? Кога ќе се разведеш, сето ова ќе заврши. И јас нема да те оставам тебе сама, со тебе ќе живеам. Селда? Може да влизам? Дојди. Многу ме зачуди што дојде после оној ден. Јас претерав тој ден, Хандан. И тоа многу претерав. И јас тебе финансиски те притиснав многу. Што се случи па ти го смени мислењето? Па, воопшто не сум спокојна. Навистина не беше праведно да те обвинам тебе за се. И се извинувам што кренав рака на тебе. Да не дојдеше ти, јас ќе дојдев и онака. Повторно ти се извинувам. Ти се извинувам и јас. После ова да внимаваме една на друга. Не сакам да те ставам во незгодна ситуација. Ти благодарам многу. Ајде сега да појадуваме заедно. Многу ми недостасуваше. Добро, имам нешто за кратко да средам и доаѓам. Добро, тогаш, Душо, јас ке те чекам. Добро. Ајде. Се гледаме. Добро е што не го виде Джем. Се надевам нема да го види сега. Ке се разведете, нели, мамо? Кирко, ми рече дека ќе ме убие мене и тебе. Нема да те остави на мира. Не знам веќе што да правам јас. Мамо, не биди тажна. Го знае твоето место.
А што ако дојде? Што ако ти направи проблеми, а? Можеме ли некако да го спречиме тоа? Мамо, не може да останеш сама со Хазим. Ке дојдам јас со тебе. Никако. Мамо, треба да најдеме некој решение. Здраво. Здраво. Сестра Зехра, дали е тука? Се уште не е дојдена. А кога би дошла? Не знам. Да не има некој проблем? Не. Сестрата која што се грижи за мене се уште не е дојдена, затоа... Добро, но сепак што ми имаш закажано, можеш да одиш кај докторот. Кој спрате тоа? Извини ме малку. Ало? Сестрата не е тука. Што да правам? И што сега? Што да правам јас? Оф, ама шуле бре, аман. Да? Што направи? Дали разговараше со детето? Зборнав нешто, ама ќе видиме. Всушност, јас тебе сакам да те замолам нешто друго. Ајде, кажи да слушнам. А ако нешто можам да сторам, ќе сторам. Ке те заинтересира и тебе да знаеш. Не грижи се. Морам да бидам сигурен за тоа. Ако не, јас ништо нема да сторам. Добро, ќе ти докажам дека е така. Ти само чекај од мене повик во ред. Епа, ајде, добро. Шуле, јас и ти да одиме што побрзо кај докторот, затоа што морам да одам во фирмата потоа. Добро. Фатма, кога ќе биде готово јадењето, ти извести ме мене. Добра. Повели Фарук. Зошто ме бараш постојано уште од вчера вечер? И ти не ми одговораш на повиците. Што би имала јас да разговарам со тебе, зошто ме бараш? Има една земја што сакам да ја купам од машти, ама тој инсистира да не ја продаде. А земјата се води на твое име. Керим не ти ја продава, па ќе ја земеш од мене. Точно така, Селда. Знаеш дека нема да се случи такво нешто, нели? Не ме терај јас да одам лично да поразговарам со твојот сопруг. Ти мене дали ми се закануваш? Ти воопшто не си се променил, Фарук, уште од мал си насилен. Немој да го мешаш нашето минато време. Ако почнеш да го мешаш, најмногу ти ќе настрадаш, Селда, да знаеш. Што ќе направиш? За Керим се закануваш? Ако сакаш до толку, оди и веднаш кажи му се. Ти, Селда, мислиш дека има нешто што јас не би можел да го сторам, а? Како што стори ти кога се венча со Керим. Јас не можам повеќе да те слушам тебе затоа. Немој да ми исклучуваш, Селда. Види, ќе биде многу лошо. Додека се однесуваш вака, нема да те слушам. Кога ќе знаеш да разговараш како нормален човек, тогаш можеш да ме бараш. Невоспитан. Мамичке, каде беше ти? Кај тетка ти, и таа ќе дојде за кратко. Јас одам, мамо. Душо, дали појадуваше? Мамо, веќе доцнам, те молам.
Мене ме чекавте, така ли, душички? Не е проблем, мамичке. Ајде се гледаме. Се гледаме, душа. Расположена е Берен никако. Знаеш ли зашто е тоа така, душо? Не знам. Зошто се уште не сте појадувале? Видете колку е часот. А мене ми е време за лекот. Во право си, мамо, во право си. Вие не требаше да ме чекате мене. Знаеме кого не чекаме. Здраво. Ајде, да одиме. Шуле, ама зошто се и наетиш? Ајде да одиме кај докторот, ти велам. Ама, љубов, почека само некоја минутка. Господјо Шуле? Зехра, ве чекавме вас за да одиме кај докторот. Ние... Многу ми е жал, господјо Шуле, но докторот не е тука. Имаше многу важна работа. Така ли? Што да правиме тогаш, ке дојдеме во некој друго време, не ли, душа? Добро, каква е оваа непрофесионалност, ве молам? Зарем не можеше да се откаже терминот, на време да не известевте и нас? Верувајте ми, многу сте во право, ве разбирам, ама ета така излезе овој пат. Добро, љубов, ке дојдеме некој друг ден. Нема проблем, и зарем ти немаше работа во фирмата? Ајде да си одиме тогаш, ајде. Ви благодарам. Се гледаме. Каков ѓавол од жена. Само Хазим да не биде твојот проблем. Јас се ќе правам се што треба, душо. И онака после ова воопшто нема да му се мешам во ништо, што сака нека прави. Не е така, мамо. Не сакам повторно да поминуваш низ истото. Немој така, Керко. Јас дрско се однесував, бидејќи тој не знаеше каде се наоѓаш ти. Сега веќе тоа не е случај. Сакам да го убијам. Не зборувај така, Ипек. Немој да си помислила такво нешто. Мамо, мора некој да го спречи него. Ке дојде и неговиот ред, Керко. Ти продолжи да си работиш. Јас ке се обидам да одам што повеќе на работа и помалку да го гледам. Да, мамо, ти оди повеќе на работа за да има тој повеќе да јаде. Немој да зборуваш така, Ипек. Навистина се растажувам. Извини. Откако се венчав со Хазим, не виде бел ден, бе, душо. Знам дека и таму не си среќна. Се е поради мене. Јас морам да одам. Чекај, да ти дадам пари за такси. Не сакам. Зарем не ми рече дека последниот денар си го дала за такси? Ќе одам со автобус. Не може. Мамо, не сакам. Не ти е сигурна локацијата. Не може да пешачиш. Се може да се случи. Те молам, земи. Нека ти стојат во новчаникот. Ке се слушнеме. Ипек? Зарем ќе одиш без да ме гушнеш? Внимавај. Никаде не сум среќна. Ниту во вилата, ниту дома. Јас не припаѓам никаде. Јас освен себе си немам никој. Зошто плачам? Морам да сум многу силна. Погледни го овој мебел. О, колку смешно би изгледал во дворешна соба. Ама ти одговараат на вилата. Ќе ги купам кога ќе станам дама на тоа место. Ќе ги фрлам и сите одвратни работи да се елда, тогаш. Кажи, мамо. Несрин,
Несрин, морам да зборувам со тебе, Керко. Ај, мамо, те молам немој да ми кажеш дека се налутија што сум излезена. Не ме мешаат веќе за тоа. Ова е во врска со господја Селда. Што се случи? Бев сведок на телефонски разговор на господјата Селда. Таа рече нешто ако дали ми се закануваш. И што друго? Додиш кај Керим да му кажеш се такво нешто кажа. Господе, со кого ли разговарала вака? Не знам, Несрин, не спомна никакво име, ама рече дека ако знаеш како да зборуваш, тогаш викај ме, така нешто не знам, не разбрав. Добро, мамо, не знаеме со кого разговарала. Може би не е нешто толку важно. Ај, Керко, јас мислам дека сакаше да го изнервира преку телефонот некако. Мамо, јас тебе нели ти реков? Оваа жена мати нешто, зарем не беше така? Несрин, како и да е, сега морам да одам. Добро. Чувствувам Селда. За многу кратко време ќе те ставам пред врата. Морам да му се јавам на Акив. Одам на кефирмата, дојди натаму. Бато Акив, мора да разговараме малку. Што е сега? Бато, имаше проблеми со работата. Требаше да ја работиме следната недела. Момците се откажаа. Како тоа сега се откажа, нели беше се средено? Малку како да се исплашиле, бидејќи во последно време има многу смртни случаеви. Па нив не има толку грижа за бегалците што умираат. Ќе направат мала пауза, бато. Рекоа дека полицијата ги држи. Не сакаа да западнеме во неволји. Јас им ја знам нивната мака. Сигурно нашле некои луѓе поевтино да ги платат. Како и да е. Јас одам сега. Имам да средам некои мои работи, па ќе се видиме после. Може? Само зубаво нека. Приватна работа. Такви работи ли, брате? Какви такви? Јас ќе пијам еден чај. Така е, оди земи еден чај. Сметката нека биде на моје име. Фала, бато. Се надевам дека не го правиш тоа во што се сомневам, Хусеин. Јонака само чај, кафе би ме частел, ништо друго. Еден чај ако може. Дојди. Господице Берен, јас ќе одам на ручек. Зейнеп, сакам да поразговарам со тебе. Сгрешив нешто? Не, душо, јас сум многу задоволна. Сега за ова што ќе зборуваме, сакам да остане помеѓу нас, може ли? Се разбира, не кажувам никому. Дали знаеш за пријателството помеѓу Несрин и вереницата на господин Али Шуле? Дали ти не знаеше за тоа? Не знаев. До кој степен на пријателство останува збор, Зейнап? Тоа не го знам. Во ред, штом ништо не знаеш, можеш сега да си одиш, Зейнап. Господице Берен, што ме прашувате за ова, сигурно има нешто повеќе. Да, има нешто што ми пречи во нивното пријателство, ама нема зошто јас да го зборувам тоа со тебе, Зейнеп. Тоа што сакате да го дознаете за лажниот извештај на бременоста што го добила Несрин. Значи и тебе ти кажале за тоа? Извештајот ти го даде моја роднина. Роднина ли? Ти ли им помогна за тоа, Зейнеп?
А не, се колнам дека не им помогнав. И јас не ни знаев дека ќе се случи. Добро, сега те молам смири се малку, никој за ништо не те обвинува. Може ли сега едно по едно се да ми објасниш полека? Имало некоја девојка која што работела кај вас? Да, Ипек. Да. Несрен ми кажа дека таа била бремена. Сакала да направи тест. Ја замолив мојата бартучатка која што е медицинска сестра. Дали им требало извешта или нешто слично? Не знам, но рекоа дека немала пари кутрата девојка. Но целта не била за Ипек, туку за лажниот извештај на господја Шуле, така ли? Готова сум. Добро, можеш да си одиш. Несрин, зошто ти се вмеша во оваа гадна работа? Види ги ѓаволските работи. Туба беше во право. Несрин е ѓавол. Готова сум јас. Готова сум. Али ќе ме убие. Али ќе ме убие. Морам да се јавам на Несрин. Несрин. Јави се, Мати, јави се, ајде. Јави се. Те видов додека ми звониш, затоа не те дигнав на телефон. Кажи што беше. Таа твоја глупава другарка униште се. Се и раскаже на Берен. Берен се знае. Што се случува, бре? Кој што му раскажал? Зборувам за твојата другарка по име Зейнеп. Се и раскаже на Берен, се. Само момент. Дали тоа ме спомна и мене во целата приказна? Ти колку си себична. Ако Али дознае се, јас сум готова и те велам ќе уништи се. Шуле, душо. Ајде прво ти смири се. Немој да се срамиш, тука луѓе гледаат. Дали мислиш дека од сега па натаму ме интересира што мислат другите, Несрин? Јас си ги сакам парите што ти ги дадов назад, Несрин. Какви пари, бре? Зашто зборуваш сега ти? Јас тие пари ги дадов на девојката. Јас ги парам сите пари назад, Несрин. Што е бе ова? Вака ли ќе ми почнува мене секој ден? Господјо Хандан. Господјо Хандан, ве чекав. Дали може да поразговараме? Што е, Джем? Господјо Хандан, колку што разбирам, не ви треба вработен. Значи ме вработивте затоа што сум во тешка ситуација. Ви благодарам, ама јас сакам да дадам отказ. Джем, јас и претходно ти кажав, јас не сум научена со шофер, но со време, ете... Господјо Хандан, навистина нема потреба да ми објаснувате. Јас сум многу свесен. Благодарен сум. Ама вака е малку тажно за мене. Не мора да дадеш отказ, можеме да најдеме некоја друга работна позиција. Господјо Хандан, ќе се снајдам јас некако. Фала ви. Разбирам, нема да те разубедам тебе. Добро, тогаш те имам на ум, ако испадне нешто, прво тебе те контактирам. Фала ви. Джем, само момент те молам да ти исплатам за претходната недела. Те молам, не сакам ништо да слушнам. Значи Селда не прифати, а? Не, ама ќе мора. Сигурно нема да сака Керим да дознае за вашето минато? Сигурно Керим ќе ја праша зошто се однесуваме како да не се познаваме. Секако, да. Селда сепак е дрска жена. Ке ми биде мило кога ќе ја видам поразена од твоја страна. Јас во врска со тоа не планирам ништо да сторам, Хасан.
Добро, може би Селда мене ме напушти, ама јас не ја мразам нејзе поради тоа. Погрешно ме свати, Фарук. Јас немам омраза кон Селда. Добро, така е како е. Добро, нема тука што да се крие. Не ми се допаѓа како Селда ми се однесува последно време, ама почна често да ме навредува. Па Селда е таква, малку е дрска. Таквите луѓе секогаш има нешто во нив, кријат. Затоа се обидуваат пред другите да глумат совршени. Такви се сите тие. Хасан, од тебе човек треба се плаши. Селда има доста црни дупки од минатото. Како мислиш? Нешто друго освен врската со тебе, тоа? Ајде бе, Фарук, не може така да отвораш темата и да ќутиш едноставно. Како бе така, Фарук? Почнуваш за нешто да разговараш, а потоа почнуваш да молчиш. Мајката на Селда побегна со таткото на мојата сопруга Зехра. Што зборуваш, бе ти? Голема трагедија? Исто така. Воредно, Керим знае ли за се тоа? Мислам дека не знае. Сигурно со бругата многу ти пати. Таа ја мрази Селда и сестра и нејзина. Со години одеше по психолози. Таа и сега лежи во психијатрија. Многу ми е жал. Јас се навикнав. Ајде. Слободно е? Повели, Несрин. Бев надвор по некои работи и сакав да те видам додека сум тука. Но вистина, а успеа ли да најдеш нешто? Па искрено не најдов ништо важно. Баш убаво што дојде инаку. Јас само што ќе станував да одам да ручам, ќе одиме заедно? Господи, ме изненадуваш. Зошто? До сега секогаш одевме некаде со моја иницијатива. Прв пат да слушнам нешто од тебе. Ама едната страна секогаш мора да биде поразумна, така ли? Поради моите години тоа од секогаш бев јас. Што има врска тоа, Душо? Како и да е. Каде сакаш да одиме? Во оној уличен ресторан за ќофтина во кој што бевме пред некој ден, може да одиме таму? Може, да одиме. Од секогаш сум ги сакал луѓето кои што знаат да бидат среќни со малите нешта во животот. Ајде. Здраво, Зејнеп. Здраво, Несрин. Здраво, Зејнеп. Здраво, господине Керим. Јас веднаш ќе дојдам. Добро. Ти луда ли си? Зошто и раскажа се на Берен? Дали си нормална, Несрин? Јунека господица Берен дознала се. Буквално само ме праша. И сега што ќе правиме? Жената се ги сака парите назад. Братучетката ќе изеде отказ. Браво, баш убаво испадна. Браво. Што ќе правам сега? Да кажам дека има спонтанен абортус? Сигурно на Берен си ќе му раскаже, нали? Што правам јас овде? Кога ќе слушне Али ќе ме убие? Ќе ме убие? Шуле? Ти мене ли ме чекаш тука? Јас да... Шуле, ова вака не може. Не си редовна на работа и види на крајот на денот сигурно веќе некој ќе те забележи. Очигледно дека не можеш да се фокусираш. Да, можно е. Тогаш немој да работиш овде, Шуле. И онака ти си само почетник. Не може ниту да се каже дека работиш како што треба. Додиме и да разговараме и готово е. Па добро, али тогаш... Нека биде така. Не работи за време на бременоста, Шуле. Всушност, ако мене ме прашуваш, немој да работиш додека детето не порасне.
Знаеш дека мојот приход е доволен и за двајцата. Се уште не му кажала, ама дефинитивно ќе му каже кога ќе дојде време. Нема да ја пропушти можноста да го добие Али. Што бараш ти тука? Што ли барам? Какво е тоа прашање? Јас тука живеам. Зарем денес ти немаше слободен ден, а? Зошто отиде ако мислеше да се вратиш? Дома да останеше, ќе помогнеше со работа барем. Види ваму. Мене ми е преку глава од тебе и од твојата ќерка веќе. Вие и двете сте толку многу невоспитани. Немој. Уште еднаш да ве слушнам, нити двете да кажете уште еден збор за мене во ред. И зарем мојот слободен ден е мој. Како сакам, така ќе го користам. Погледни ме ваму, вештерке. Ке ти ги искршам тие нозе, а? Претеруваш? Како да не беше тоа доволно, ја клеветеше Несрин дека го запалила помошниот објект, па сега мене ми се спротиставуваш како да ни се закануваш. Што тие тебе поѓаволите? Огнот е само еден од нив. Никој не зборува за пожарот. Твојата ќерка направи толку многу грешки. Пожарот е само еден од нив. Господе Боже, што друго направила мојата ќерка? Ајде, кажи ми, ајде јас да дознам. Таа се обидува да заведе маж кој е на возраст на нејзиниот татко. И е оженет. Не ме гледај како да си изненадена. Сигурна сум дека и ти тоа го знаеш. Прво погледни се себе си, а потоа обвини ги другите дека лажат. Проклето нека е. Не можам да се сконцентрирам. Се чини дека ова Нестрин ќе продолжи да ми се заканува. Дали треба да му кажам на тато? Ни тоа нема да успе. Не, нема да успе. Не знам што треба да направам с бунецом. Но знам дека Нестрин нема да престане. Несрин, вкусот на ова ќофта не беше случајност, изгледа, така ми личи мене. Велам дека ќофтињата се вкусни, исто како оние што ги јадевме минатиот пат. Да. Керим? Леле, ова навистина успеа во својата намера. Кога сум со тебе, толку многу сум срекна. Не сакам да си одам никогаш од тебе. Несрин, сакаш утре да вечераме некаде си ти? Може. Ми го одземаш дивот ти мене. Ова проклето девојче од некоја причина гледа и слуша се. Морам да направам се што е потребно да го избракам ова девојче од куќата. Во спротивно, Несрин ќе биде во сериозна неволја. Фатма! Што овој фалеше?
Каде е Несрин? Што правиш ти тука, бе? Оди си од тука, ајде. Слушај, какви нечестнички сте вие, бе, а? Погледни ме вамо. Затвори ја таа гадна уста, ти си нечесен, да те нема. Ме посрамотивте, бе. Кога сум земал јас од вас пари, а? Кога сум земал пари јас од вас? Што ми се дереш, бе? Ајде, доста сите тука ќе не разберат. Вие сте овде бедниците. Господјо Султан! Господјо Султан, Фатма се расправа со некој надвор. А, каде? Горе се во дворот. Ај, нека е нарно. Божите казни. Погледни ме, Джим. И јас не сум твоја мајка, ме разбираш ли? Не можеш да дојдеш кај мене и да ми побараш сметка на тој начин. Исто така стави си на ум дека Несрин тебе, не ти е сестра. Ти си таа што ја збудале таа девојка. Една млада девојка сама не може да направи толку валкана работа. Доста ми е од тебе, доста ми е. Погледни ме, ти реков да те нема од тука. Мене ми е преку глава од твоите клевети. Каква клевета? Не ме излудувај, Фатма, не можам да се воздржам, верувај ми. Доаѓаш во оваа куќа и велиш дека ти избркав поради пари. Абе, ќе полудам. Дали би им ги дале на луѓето вашите гревови, а камоли пари? Абе, треба да се срамите. Што се случува тука, бе? Се расправате ли вие? Джем е истиот, господјо Султан. Тој дојде да го добие тоа што го сака, но не на правилен начин, со сила, туку дојде да го земе. Дете му е види. Нели ова наследство од покојниот Хикмет? Значи, Несрин и јас имаме права на таа куќа, драги мој синко. И не може ти да ја бараш целата куќа за себе, синко. За која куќа зборуваш, бе ти? Која куќа? Не ми излудувај со твоите глупости, Фатма! Ај, господјо Султан, се колнам дека вака се однесува поради куќата само. Абе, немој да лажеш, бе! Джем, добро, смири се. Абе, како да се смирам? Ја гледаш ли што зборува? Јас зборувам за нешто сосема друго, а не за тоа. Престани да викаш. Да си ги средите вашите проблеми на некое друго место. Ова не е место каде што ќе се дели правда. Фатма, назад на работа, ајде. Секако, само нека си оди, Джем. Веднаш сега. Емине, и ти исто. Јас многу ви се извинувам. Синко, зарем не е срамота вака да се однесуваш? Немој да ти се повтори. И што имаш ти со овие жени што не можеш да го решиш? Семејни проблеми. Јас уште еднаш се извинувам. Само, Джим, кажав дека ги претепа Несрин и Фатма и дека побара пари од нив. Затоа ли дојде тука? Јас никогаш во животот не побарав пари од нив. Еднаш побарав пари, а тоа беа парите за брак, што мојот покоен татко ги доби од човекот што ја сакаше Несрин. Несрин не го сакаше тоа, па морав да ги вратам парите во секој случај. Толку. Кој знае што лаже сега баш? Ај не, а колку е згоден дечкова. Ај, трпение, само трпение. Се прашувам, тој нема вереница? Тој нема вереница, нели? Оваа Туба и Джем сигурно се гледаат. Несрин верена ли беше? Не беше. Рече дека и платиле за бракот. Тоа требаше така да биде, но темата беше затворена поради Несрин. Како и да е, ве вознемирив многу. Јас ќе си заминам, извинете ме. Остави нека си оди. Ќе дојде татко ти, да не го види тука. Кога се вратиле дома, станало јасно од каде доаѓаат парите што го предизвикале инцидентот. Да. Што барува овде, бе?
Кај си ти бе, Несрин? Джунет, што правиш? Зошто не ме бараш ти мене? Немав можност. Девојко, ме избегнуваш со недели веќе. Каде е подјаволите тој сев полн со злато и пари? Ама мораш да имаш трпение, Джунет, не може тоа преку ноќ да се случи. Девојко, требаше да бидеме надвор од ова проклето место досега. Свесна ли си, требаше да бидеме во Европа или некаде на друго место? Во право си, ама не може така веднаш. Имај трпение. Замолчи веќе, престани. Твојата цел е да ме залажеш мене, да ме оставиш, а ти да си одиш, така? Джунет, Господ да ме казни ако имав таква помисла. Зошто така мислиш ти? Ама ќе се видиме, јас и ти. Ќе одам кај Керим и ќе му кажам едно по едно дека ми украде злато, дека сум затворен поради тебе, потоа ќе му кажам се што треба, едно по едно. Джунет, ќе те бидам слуга и робинка, немој да направиш такво нешто. Мислат дека оваа огрлица е наследена од баба ми, те молам. И тие те поверуваа, така? И колку наивни луѓе се овие овде. Слушај, Несрин, јас ги слушав глупостите од типот ќе го земеме златото и ќе си одиме само затоа што бев во навистина тешка ситуација. Треба да си најдам работа сега, ме разбираш ли? Едва ги чекам тие две парички од тебе, свесна си? Во право си. Ти ќе ми најдеш работа мене? И тоа тука во оваа вила овде. Ама Джунет, Нема ама, Несрин. Во тешка ситуација сум веќе. А добро знаеш што се човек може да направи кога е во тешка ситуација. ама јас не можам, нема потреба од нов вработен. Затоа јас не знам, Несрин. Или тука, или во фирмата. Мора да ми најдеш работа, јасно? Тие се уште ли си овде? Али треба нешто да зборувам со тебе. Берен, види, имам малку работа, а потоа ќе треба да се видам и со Шуле. Може ли утре да зборуваме? Но ова е многу итно. Очигледно нешто лошо се случило. Шуле, да не беше бремена, дали би се венчал повторно со неа? Никогаш. Тогаш треба да знаеш вестината, Али. Берен, ќе ми каже што се случува? Шуле не е бремена. Измислила лага само за да се венча со тебе.